Продолжуваме со останатите информации. Вкупно 40 учесници и 22 предавачи од Македонија, Европската унија, САД и Кина ќе бидат дел од школата за млади лидери, што по иницијатива на председателот на Република Македонија, доктор Ѓорѓе Иванов, годинава по 8 пат ќе се одржи во Охрид во периодот од 21 до 31 август. Целта е да им се овозможи на младите, талентирани и иновативни луѓе од Македонија да ги надградат и усовршат своите вештини, да ја развијат својата креативност и лидерски способности. Учесниците на досегашните школи се организирани во алумни асоциацијата ИСЛА, од каде во продолжение разговараме со председателот на оваа асоциација Данче Ристова. Ристова, добар ден и добре дојдовте во прегледот на вестите на телевизија Нова. Зборуваме за 8-та поред школа за млади лидери на председателот Иванов, која ќе стартува утре. Вие сте дел и од претходните генерации на школата за млади лидери. Можете ли нешто повеќе да ни кажете за оваа школа? Споменав и во најавата, годинава се најавени 22 предавачи од Македонија, Европската унија, САД и Кина. Ке може ли нешто повеќе да ни кажете во врска со оно што престои во следната недела? Добар ден. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата за учество. Да, Школата за млади лидери е проект кој што е иницииран од председателот на Република Македонија и тоа е негова лична идеја и заложба. Школата се одржува на годишна основа. До сега беа организирани 7 интензивни тренинзи за лидерство под покровителство на председателот во Охрид, почнувајќи од 2010 до 2016 година. Идејата е да им се овозможи на младите, талентирани и амбициозни луѓе да се надградуваат и да ги усовршуваат своите вештини, да ја развиваат својата креативност и менаџерски способности, што всушност и се реализира на дело. Јас имав чест да бидам дел од овој успешен проект. Поточно бев дел од 5-та генерација на школата. И од Охрид заминав полна со импресии, нов ентузијазам, со нови знаења и перспективи, во што всушност и лежи успехот на оваа школа. А задоволството уште поголемо што одржувањето на школата прерасни во традиција и што и годинава ќе се одржи 8-та поред школа, која што ќе биде во Охрид и ќе биде во периодот од 21 август до 31 август. Школата е наменета за млади луѓе со завршено високо образование, кои што имаат желба да ги развиваат своите лидерски капацитети и вештини и да придонесат за идниот позитивен развој на средината и општеството во кое што живеат и работат. Годинава во тоа ќе помогнат, споменав и во најавата, 22 предавачи од Соединетите Американски држави, од Кина и од Европската унија. Кои се тие предавачи, какви имиња ќе пристигнат годинава на школата? Така, програмата на школата опфаќа предавања, обуки и практични вежби кои што се држат од страна на еминентни професори и предавачи кои што се врвни професионалци во своите области. Како што напоменавте, годинава на школата ќе бидат присутни, односно ќе земат учество околу 20 на предавачи. Ќе открием само дел од имињата. Меѓу предавачите ќе биде присутен поранешниот председател на Албанија, господинот Реджеп Мејдани. Понатаму генералниот директор на ТАВ групацијата од Турција, господинот Сани Шенер. Поранешниот председател на Бугарската академија за науките, академик доктор Стефан Воденичаров. Деканот на коледжот Шварцман при Универзитетот Чингуа, доктор Давид Пан. Амбасадорот, доктор Георг фон Хабсбург, како и професорот на Вартон школата при Универзитетот во Пенсилванија, доктор Георги Петковски. Ќе биде присутен и еден од водечките експерти за бизнис менеджмент и лидерство, господинот Дейвид Голдсмит. Предавања на школа ќе имаат и други истакнати поединци, лидери во своите компании, како и представници на етаблирани институции од земјава и од странство. Нивните предавања годинава ќе може да ги проследат 40 на учесници. Дали оваа бројка е стандардна и во изминатите изданија на оваа школа на млади лидери или не? Тука некаде е бројката, со тоа што јас ќе кажам вкупната бројка во изминатите 7 години, која што изнесува околу 280 млади луѓе од различен академски и професионален профил и над 160 еминентни предавачи на школата. Годинава точно ќе има вкупно 40 учесници од земјава и од странство. Значи се работи за млади луѓе на возраст меѓу 23 и 35 години, дипломирани студенти и професионалци со 1 до 5 години работно искуство. Тоа се млади луѓе од различни професии, со различни афинитети, со различно животно искуство и планови за иднината. Некои од нив работат во приватни компании,
дел од нив се на менаџерски позиции, некои се асистенти на факултети, други работат во државна администрација, меѓу овогодинешните учесници има и доктори, уметници, правници. Начелно, лидерството не е поврзано со една вокација. Лидерството е присутно во сите сфери на действување и на различни нивоа. Овогодинешната група на млади лидери е исто така разнолика, но токму во тоа и предноста за сите нив. Фактот што можат меѓу себе да го споредуваат и разменуваат своето искуство и да изногиат начини како стекнатите знања да ги применат во своите професионални области и при идни животни предизвици. Вие сте споменав председател на Асоциацијата Алумни Исла. На кој начин ова асоциација ја продолжува мисијата на школата и го креира на некој начин лидерскиот идентитет кај учесниците? Кои се активности ги превзема оваа асоциација? Па, мислам дека би одговорила на прашањето ако дадам еден краток повед за каков тип на здружение станува збор, која е целта на нашето здружение и каква е структурата на истото. Иницијативата која што ја започна нашиот председател пред точно 8 години преку организирање на школата за млади лидери, на кој што ни овозможи на нас, младите, талентирани и амбициозни луѓе, да се надградуваме, усовршуваме и да ги развиваме своите лидерски вештини, ние, како млади лидери, успеавме да преточиме во една успешна приказна преку формирање на нашата алумни асоциација и креирање на влијателен лидерски ентитет во сите сфери на действување. Се работи за организација со седиште во Скопје, во која што членуваат лидери од земјави и од странство, значи бројката изнесува безмалку 300 млади лидери. Целта на нашата организација е градење на цврсто мрежа на алумни асоциација преку креирање на влијателен лидерски ентитет. Основни постулати се втемелување на основните лидерски вредности и преку наши конкретни активности, промоција на духот на лидерството во средината во која што живееме и работиме и одржување на плодни релации помеѓу нашите алумни членови. Целите на асоциацијата ние ги реализираме преку конкретни активности, како што е организирање, односно учество на проекти, организирање на трибини, на дебати, конференции, тркалезни маси, соработка со приватни државни организации, со универзитети, посета на амбасади, хуманитарни организации и така натаму. Со севкупните досегашни активности Исла представува препознатлив и значаен лидерски ентитет не само во Македонија, туку и пошироко. Структурно е поделена на сектори на действување, политичко-правен, економско-финансиски, сектор за здравство, сектор за образование, наука и култура, сектор за животна средина, за пиар и односи со јавноста, за иновации и технолошки развој, за меѓународни односи и сектор за проектни апликации. На секој од овие сектори има по еден координатор кој што е одговорен за тековните активности. Со големо задоволство можам да кажам дека во изминативе 6 години успеавме да ги промовираме основните вредности на лидерството преку нашите активности, да го промовираме духот на лидерството и во континуитет да одржиме долгорочни и плодни релации помеѓу членовите. Со што покажавме дека сме достојни, односно покажавме дека постигнавме зрелост и дека сме достојни да се наречеме млади лидери. Во изминатите 7 години колку што се одржува оваа школа, успеавме ли ние да произведеме вистински лидери меѓу младите? Или дали доволно од друга страна им се дава шанса на младите да бидат лидери? Како не? Најголем дел од учесниците на школото се веќе на позиции, на дел од нив се на менаџерски позиции. Дел од нашите лидери се директори на установи. Значи, не има секаде, буквално секаде, не само тука, туку и во странство. Апсолутно, имаме квалитетен кадар. Кои што се спремни да бидат лидери, да водат компании, да... Апсолутно, секој од нас е компетентен со оглед на својата професија да одговори во полето во кое што се вложува, нели максимално се дава себе си. Господице, Ристова, ви благодарам за тоа што ете ова неделно претпладне одвоевте време, бевте дел од вестите во телевизија Нова, го најавивме почетокот на утрешната одржување на 8-та поред школа за млади лидери, организирана од председателот Иванов, доколку нешто можеби заборавив да ве прашам, е важно да се истакне, повелете доколку не ќе ви се заблагодарам за вашето гостување во вестите на телевизија Нова. Јас ви благодарам за поканата. Токму така, утре е отварањето на школата. Повелете да бидете дел од екипата која што ќе има можност да биде присутна и ќе сподели со граѓаните дел од атмосферата
на самото отварање на школата. Ви благодарам уште еднаш за вашето учество, а вам, почитувани гледачи, за времето одвоено и за овој преглед на вестите на телевизија Нова